Владата има единствена цел да гради добри пријателски односи со соседите, вклучително и Србија. Ова е ставот на владата по обвинувањата од српските власти дека Скопје е разузнавачки центар за рушење на власта на Вучиќ. Тука би споменала конкретно со Република Србија наскоро ќе почне да функционира на граничниот премин Табановце One Stop Shop, односно граѓаните, како и сите други царински проверки ќе се одвиваат само на една локација, нема повеќе две. Така што навистина тоа е нашата интенција, тоа е нашата насока и тоа е тоа што го работиме. Немаме никакви поинакви намери. Вака одговори портпаролот Бошњаковски на се почестите обвинувања кои доаѓаат од северот. Последното од нив беше преку изјавата на српскиот министер за одбрана Александар Вулин. Во интервју за тамошните медиуми тој ги спореди сегашните активности на Скопје со наводно претходните дејствувања на Будимпешта кон Србија. Скопје е она што некогаш беше Будимпешта, центар на разузнавачките дејности против Србија, простор каде се обезбедуваат финансиски средства за финансирање на цинкароши од целиот регион. Рече Вулин. Ваквата реторика ја осуди партијата на македонците во Србија, откаде побараа и извинување од министерот Вулин. Горан Илиевски вели дека српската влада треба да каже дали станува збор за лично мислење или официјален став. Вулин исхитрено даде една тешка изјава која има огромна тежина и верувам дека ќе ја повлече да не би влошил еднака крхки односи кои се помеѓу Македонија и Србија. И во меѓувреме и председателот Вучиќ се огради од оваа изјава на Вулин и рече да ништо не е нормално да некој преговара, разговара, дали со опозиција или недавно и Мицковски беше на состанок директно со Вучиќ. Жестоките обвинувања кон македонските власти беа упатени веднаш по средбата на премиерот Заев со српскиот опозиционер Драган Ѓилас. Тој ја оцени ваквата реторика како скандалозна и спротивна на пријателството со македонскиот народ. Слична изјава Ѓилас неодамна даде и во интервју за Еден ТВ. Вие шарена револуција во Белград и дали е Вучиќ во право кога се плаши дека можеби тоа ќе прерасне во нешто ефикасно, како што беше тоа овде? Сметам дека тој однос кон Македонија е погрешен и дека користејќи го тоа име во еден негативен, пејоративен смисол не е добар никако. Овде народот се побуни, излезе на улици, секој ден демонстрираше и имавте избори, на изборите направено ново мнозинство и победа на социјалдемократската опција на чело со Заев. Сите проблеми да се формира влада, таа влада во скус рок направи чекори кои што се големи и секако не е лесно за една година да надокнадите 10 години. Последниве 2 години ставањето на Македонија во негативна конотација е карактеристично токму во изјавите на српскиот председател Александар Вучиќ. Тој во неколку наврати изјавуваше дека немало да направи грешка како Заев, дека Србија немало да дозволи да ѝ се мешаат во внатрешните работи како Македонија, дека тој немало да се излетува со референдум како Заев.